Па тоа беше едно од големите ветувања што ги дадовме за време на изборите. Тоа е едно од големите ветувања што ги имаме во програмата на владата. И ние сме политичка гарнитура, и јас како премиер сме такви што нашата филозофија е дека најголем дел од ветувањата треба да се извршат веднаш по изборите. Знаете, има една обратна политичка филозофија, да речеме, дека треба да се чува за пред избори. Не, ние сметаме дека не, веднаш треба да... Што може? Нешто не може веднаш, например, пат не може да се заврши за еден месец, треба да се гради. Меѓутоа има работи што можат побрзо да се направат, како измени на закони, нови закони, не знам, подзаконски акти, одвуки и така натаму. Таквите работи што може брзо да се завршат, јас пристапувам на брзо завршување. Мислам дека изборите се период кога ние сме тие што ветуваме на граѓаните, а тие врз основа на тоа ни даваат доверба. Врз основа на тоа и врз основа на вербата во нас, дали ни веруваат за тоа што им го ветуваме. И мислам дека е фер да се испораша најбрзо можно. Така што вчера отидовме со измена на овој закон, односно со носење, се извинувам, завчера во петокот, носење на закон за еднократен отпис на долговите, со кој што практично по неговото усвојување во парламентот ќе се отпишат долговите за корисниците на социјална помош и на постојана парична помош, за оние кои што се невработени лица кои бараат работа подолго од 12 месеци, за лица изложени на социјален ризик поради смрт на брачен другар, инвалидност и така натаму, така што утврдени се условите во законот, кои што веќе ги соопштивме на пресконференција. Ќе бидат вклучени ЕВН како компанија, ќе бидат вклучени Топлификација, односно новата компанија што ја наследи, мислам дека Balkan Energy Group се вика, ќе бидат вклучени извршителите, нотарите, банките за оние кредити што се под Г и Д категоризација во банките, а не се обезбедени со хипотека. Радиодифузната такса на македонската телевизија за оние кои што се социјални приматели на социјална помош, така што една крупна операција која што ја подготвуваме практично од првиот ден по завршување на изборите. Министерството финансии силно работеше во овој период за да дојде до еден закон кој што ќе биде прецизен. И завчера, односно во петокот, на првата седница на владата, прва точка што ја разгледувавме беше токму еднократниот отпис на долговите кон граѓаните од овие категории на лица што ги спомнав и за кои што имаат други детали. Сега луѓето сами ќе се пријават во колку што тие треба се пријават со потврда дека се дел од тие социјални категории. Да, точно. Значи по носењето на закон во парламентот и по неговото стапување во сила, граѓаните ќе имаат 30 дена да се пријават и кои документи треба да ги донесат, тоа ќе биде образложено добро преку јавните гласила, така што детално информацијата ќе стигне до сите граѓани и по 30 дена почнуваат операциите што треба владата понатаму да се ги преземе. Се формира комисија во Министерството за труд и социјала. Таа комисија соработува со овие институции што ги напоменав, како ЕВН, како нотари, како извршители и така натаму. И тој не е толку важно за граѓаните, тој дел, тој е нашата обврска што треба ние да ја завршиме. За граѓаните е важно дека оној ден кога парламентот ќе го прифати, неколку дена потоа стапува на сила, тече рокот од 30 дена да достават барање и да достават документи. А кои документи во детали ќе биде објаснето во јавноста. На пресконференцијата кажавме дека тоа ќе биде лична карта, дека ќе биде венчаница и уште неколку други. Каков е одзивот кај компаниите, интересот кај нив првичен? Интересот е добар, имавме интензивни контакти со нив и разговори, не би се истрчале ние со закон доколку претходно немавме дискусија со компаниите и мислам дека не би требало да се судриме со некакви непредвидени проблеми. Знаете, овој закон е доста важен затоа што поминавме низ период на две кризи кои што ќе се паметат во историјата. Светската економска криза е најголемата криза во последните 80 години. Значи таму од 29-та некаде немало таква голема криза во светот. На неа се надоврза европската должничка криза. Во еден таков период сите страдаат, помалку или повеќе. Меѓутоа, примателите на социјална помош, најранливите категории на граѓани се оние кои што најмногу страдаат. И најмногу на нивни грб се чувствува болката и ударот на оваа светска криза или европска должничка криза. И затоа решивме на завршувањето на оваа криза, на европската должничка криза, која што дојде после светската, добро е на некој начин еднократно да им се помогне на тие луѓе, кои што најтешко го поминаа овој период. Значи, оваа мерка во иднина нема да се повторува, тоа би сакал да го потенцирам, таа е директно поврзана
со светската, односно европската должничка криза и е еднократна, за да им помогне затоа што поминавме низ многу тежок период како држава, како континент, па на некој начин и целиот свет. И ценевме дека тие што се најранливи, најтешко погодени, најсиромашни, да речеме, треба да добијат една дополнителна помош од државата.